Минатиот викенд во Велес по пети пат се одржа ММА турнирот во спортската сала Гемиџи. На овој турнир, освен тоа што имаше учесници од нашата држава, имаше и учесници од другите држави. Нешто повеќе за овој настан ќе разговараме со Раде Стефановски, кој што е тренер од клубот за боречки вештини од Велес. Раде, добро утро и ти благодарам што ја прифати поканата ова утро што си дел од нашата утринска програма. Како што кажав и во самата најава, по пети пат Велес беше домаќин на ММА турнирот. Како помина овој турнир и колку сте вие задоволени од истиот? Добро утро и од мене. Поздрав до сите гледачи на К1 телевизија. Да, точно по пети пат го организиравме овој ММА турнир. Искрено да ви кажам, непланирано, али веќе по пети пат го организираме и се надеваме дека од оваа година па во иднина ќе стане и традиционално меморијален турнир за посветата која е. За, ќе кажете и вие, непланирано, па ќе кажам, се потрудив и лично јас, заедно во соработка со моите двајца колеги, Гоце Цандовски и Гоце Димитриевски, да направиме нешто во чест на колегите за кои го посветивме овој турнир. Така да се надевам дека од оваа година, па во годините кои следуваат, ќе стане традиционален и меморијален турнир. Од Велес се надпреваруваат двајца учесници. Колку сте задоволен од нивниот постигнат успех? Имавме двајца оваа година, за разлика од минатогодишниот настан. Се надеваме дека во иднина ќе бидат и повеќе. Нормално тоа е еден поттик и една мотивација за останатите кои вежбаат во клубот, да се спремаат и да бидат дел од следниот настан кој ќе биде следната година. Сум задоволен. Ристе као за прв пат настапи, Ристе Гашев, кој е член веќе 4-5 години во нашиот клуб, за прв пат настапи на оваков тип на надпревар, значи од професионален карактер, иако има учествувано до сега на многу надпревари, што во бокс, што во кикбокс, за прв пат во ММА, каде што издвојува и победа. Мислам, се избори одлично. За противника го имаше од Босна и Херцеговина? Од Босна и Херцеговина само момент го имаше Јасмин Вркшиć, искусен борец, кој досега мислам дека има околу 3 или 4 профи мечеви, не правиме му обид за аматерски мечеви, да, кој исто е боксер и кикбоксер, али веќе работи и партер доле. Вториот борец од Велес беше Андов Илија, добро познат за нас и за нашата публика. Меѓутоа, не издвојува победа овој пат. Мислам, беше одлично подготвен, малку потврливме уделот на кондицијата. Морам да кажам, не да правдам ситуацијата или да го правдам него како такмичар. Борецот беше договорено да бидат на 87 килограми, на таа категорија да се борат. Меѓутоа, Илија беше 89, а додека борецот негов беше доста потежок. На самото мерење беше од прилика тука негде, меѓутоа после тоа, кога застана на официјалното мерење во салата, беше да не претерам, ама сигурно со едно 6-7 килограми потежок. А и скоро една глава повисок. Секогаш пред да се одржат некои вакви турнири, се прават оние традиционални мерења. Тие се битни ли за овие настани, бидејќи кажувате дека нели едниот противник бил потежок од другиот? Се битни. Треба да бидат исти? Да. Така. Пошто борбите се претходно договорени. Мислам, договорени у смисла противниците да бидат на иста килажа, со исти скор, мислам, со исти резултат, горе-доле. Значи, бројот на борби да биде толку. Ако имам јас 5, да има и тој 5. Или тука негде, да, 4-6, зависи. Значи, за да биде изедначена борба. Значи, ние се уште не сме толку напред, како UFC, М1 и така натаму тие организации, каде што веќе таму ептен профи. Значи, турнири каде што во игра се многу пари. За разлика на нашите простори, тоа се уште го нема. Меѓутоа, кај нас се трудиме да биде на некое слично ниво со тоа. Од UFC или М1 правилава. Така да, обично, мерењето е ден предходно. Закажан термин, се доаѓа на, се прави пресконференција, се прави мерењето, меѓутоа борците веќе се уходани, поготово нивните тренери,
пошто учествуваат, на многу такви првенства учествуваат и знаат да калкулираат со својата килажа. Доаѓа да се бори, пример на харикирам на некоја категорија од 77 килограми, да тој се мери и е 77,100 или 200 грама, меѓутоа следниот ден тоа е 85 кг. Зарем е можно така? Можно. Значи тоа го прават и без проблем. Така. Имаме како тоа да го и се борат, можеби еден борец може да ќе видите, многу често ние ги следиме, нели, за да видиме со кој тип на борец се бориме, ќе отвориме на YouTube, тој се бори на 77, па ќе видиме на 84, па ќе видиме и на 92 дека се борел, така да. Така. Стефан Пецевски беше најдобар на овој турнир, тој за противник имаше, претпоставувам, некој од соседните држави. Да, Стефан Пецевски се бореше со Саша Савич. Дечкото е од Република Српска, солидно искусен борец, мислам, одличен борец, додека Стефан наш е и во минатогодишниот турнир учествуваше, покажа одлична борба. Ако добро памтам, издвојува и победа и оваа година Да, мислам исто. дека поред како што прочитав јас и како што имам информации дека ова му е четврта победа Так. на Стефан. Така, да. Значи, се покажа во одлично светло. Претходната недела, па и од таа причина и недела покасно го направивме турнирот, беа учесници они на јакиот професионален BJJ турнир во Загреб. Ме замолија да го поместиме, така да една недела покасно е турниров, требаше да биде на 1 октомври. Меѓутоа, во нивна чест, ајде да испаднам во сусрет кон сите борци, пошто можам да кажам слободно, тие ни се најдобри моментално во државата, со исклучок уште на некој, пошто не можеме сите да ги уклучиме на овој турнир од оправдани причини. Стефан покаже одлична борба. Пред таа недела издвојува победа во негова категорија до плави појас и беше прв. Мислам, стварно во многу јака конкуренција, така да и тука издвојува победа и затоа го прогласивме за најдобар борец. Го доби приматот најдобар борец на самиот турнир. Така веќе и гледачите може да погледнат инсерти и се она што се случуваше минатиот викенд во спортската сала Гимиџи. Ајде малку да поразговараме и за борбите, во колку се борби се надпреваруваа учесниците. Значи ни беа предвидени 9 борби, 9 македонски борци со 9 странски борци. Од странскиве борци земаа учество борци од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Српска. Требаше да биде борецот од Србија, али од Република Српска во последен момент имавме промена. Дел од нив беа и учесници на минатогодишниот турнир, двајца, тројца, ако не се лажам, додека останатите се за прв пат во Велес. По разговорот со нивните тренери беа презадоволни од нашата организација и дадоа максимум. Нормално имаме публика која знае да го бодри овој настан и се желни да гледаат ваков настан. Така станува збор за доста екстремен спорт, спорт каде што можам да кажам нели дека некогаш има и жртви, па што се им е дозволено на надпреварувачите да прават во овој спорт, а што не им е дозволено. Докаде се границите? Вака, жртви. Немало до сега да знаете Нема жртви. жртви? Нема. Во боксот имало, Некако кога али ги во гледаме ММА да нема. вака отстрана и можам да кажам Изгледа дека така, да, така. изгледа така. Не, немало жртви. Значи, ММА или Mixed Martial Arts е вештина, збир на вештини од карате, бокс, кикбокс, борење, џудо, бразилско џиу-џицу. Значи, сите тие вештини се работат овде, ама како спорт, не како вештина. Правилата се земени од сите тие спортови кои ги спомнав. Значи, нормално, си има правила, си има начин на борба. Сега изгледа малце по-грубо и малку по-брутално. Точно изгледа. Повреди, искрено да ви кажам, па и нема такви повреди како што има во боксот. Да, има пукната аркада или нос, крварење од нос или нешто слично, али нешто пострашно до сега, барем кај нас немало и не дај Боже да има. Да кажам само дека конкретно кај нас на нашиот турнир во саботата правилата беа по UFC.
со тоа што беа 2 рунди по 5 минути, не 3 по 5, и беа забранети лактите. Се со цел да ги заштитиме нашите борци, пошто искрено да ви кажем, па и нема потреба од толку голем ризик за повреда, пошто па и не е толку платено кај нас. Значи нема зашто да се ризикува толку многу. Борбите беа официјални, значи борби кои се важат во нивниот скор за воиднина. Друго нешто по конкретно што можем да ви кажем, вежбаме, се спремаме и морам да го кажам тој момент дека кога почнавме 2012 година, работевме, повеќе бевме стендап. Меѓутоа денес многу повеќе почне да се работи партерот. Партер борба на земја, значи елементи од џудо, бразилско џиу-џицу, граплинг, каде што добар дел од борците веќе и одат доле. Значи нема само ќотек. Така да и овој спорт веќе го прави не толку опасен и ризичен. Пошто тие што не знаат да ударат, одат доле, го куткаат, прават полуга и тоа е тоа. Сепак станува збор за некои вештини. Така. Нели? Да. Таков е Тоа спортот. се вештини, ама се како спортот. Пошто вештината знаеме што следува после таков зафат или удар, додека тука е спортски. Се знае дозата на удар, регијата на удар, каде смее да се удари, колку смее да се удари, забранетите зони се забранети зони, се казнува, се дисквалификува исто, така да. Затоа може се каже нели дека е професионалност. Така. Во секој случај. Како што споменавме на самиот почеток, овој турнир беше насловен на ноќ на вечните за секогаш со вас во чест на загинатите бранители од минатогодишните немили настани што се случија во Куманово. Зошто токму овој турнир го посветивте на бранителите? Па нешто спомнав на самиот почеток. Значи јас како бивши припадник на една од тие единици, тие колеги ми беа блиски. И во идеја заедно со колегите кои ги спомнав, а и они се исто профи надпреварувачи во ММА, Гоце Цандовски и Гоце Димитриевски, решивме овој турнир да го посветиме во нивна чест, се со цел да не се заборави името и делото нивно. Што некако годините летаат, времето многу брзо минува, помина година и пол од тој настан, немил настан, така да сакам, барем у мојот дел, да направам нешто зашто, нели, ќе се памти, ќе се зборува. Морам да спомнам дека и дел од тие припадници кои веќе не се со нас беа вежбачи. Значи конкретно Самуиловски беше и ММА борец. Тој имаше 2 пати учествувано во Велес. Така да беше наш добар пријател. Така да во нивна чест го направивме тоа. Бидејќи вие сте организатори на овој настан, од каде си имавте поддршка за истиот? Оваа година побаравме поддршка кај можевме. Искрено да ви кажам, добивме поддршка од Министерството за внатрешни работи, од независниот синдикат, добивме помош од Агенцијата за млади и спорт, добивме помош од општина Велес, општина Чашка и уште можам да кажам слободно десетина фирми кои стварно без нивна помош не ќе можевме ништо да организираме. Да ги спомнам тука, да не заборавам некој. Агрија, нели, која ни помогна во делот на самиот кафез за да изгледа така како што изгледа сега. Значи е кафез од профи, може да кажем слободно. Во Македонија можеби и не постои таков како тој кафез. Тука ни помогна Унистар, ни помогна уште, не знам, многу други. Вечерта беа кажани сите, така да голема благодарност до нив и се надевам дека таа соработка ќе продолжи во идни. Вакви настани дали често се организираат кај нас во Македонија или пак ние во Велес ги правиме често? Ние не ги правиме често. Еднаш во годината Да, е еднаш во многу годината, малку. ама со ваша поддршка, Так. со ваша иницијатива. Да, тоа е многу малку. Се потрудивме заедно со другите тренери од државата кои вежбаат ММА да направиме нешто се со цел да не биде само овој турнир. Пошто е овој турнир веќе помина и во тие професионални води, така да не можат сите аматерски борци да се борат тука. Организиравме 2 пати во Прилеп, во Струга, значи во Гостивар, во Охрид, се со цел да се случува нешто.
Со идеја сме и имаме голема поддршка од минатата година, па оваа година се надевам дека до крајот на годината ќе успееме тоа да го направиме. Имаме поддршка од Светската ММА асоциација за да формираме федерација овде и овој спорт да биде признат и од Агенција за млади и спорт. Значи да имаме аматерски првенства каде што ќе можат сите да седнат пребаруваат, да имаме државно изборно првенство, па како дел од репрезентација тие дечки да одат да не представуваат надвор на европско, на светско, на балканско првенство, да носат резултати како што носат такмичари во каратето, во кикбоксот и така. Бидејќи станува збор за поекстремен спорт, како овој спорт е прифатен од страна на Велешани? Има ли интерес, еве да речеме, и од другите граѓани? Имаме доста членови. Значи, можем да кажем, до пред некое време кикбоксот беше број 1, меѓутоа сега еве слободно може да кажем дека последниве неколку месеци веќе бројот на вежбачи во таа секција која ни е за BJJ, конкретно и за ММА, бројот е веќе над 20 членови. Така да има интерес, идат, вежбаат, пошто е покомпактен, значи се работи и горе и доле, има што да видат, има што да научат, па се надевам дека во блиска иднина, како што спомнав, ќе имаме и федерација, ќе можат тој што има желба и да се надпреварува. Так. Нормално аматерски за почеток, со заштитна опрема, во после тоа во професионални води, ако има некои амбиции или па има желба или талент, Так. да продолжи напред. Малку да поразговараме и за тренинзите, каде ги одржувате истите? Ти ги одржуваме во спортскиот центар Будо, кој се наоѓа одма позади комплекс Узус. Таму сме веќе 2,5 години. Претходно бевме во салата Гимиџи, сега сме во овде, позади Динамо Хит. Добра локација, добар простор, самиот центар нуди одлични услови за тренинг. Имаме некои си 200 квадрати под татами со солидна опрема, на раквици, се она што ни е потребно, фокусери, вреќи, пропратни помагала у делот на физичкиот дел, имаме цела фитнес сала доле, теретана, така да условите се супер. Се надевам дека во блиски иднини ќе ги подобриме тие услови. Со цел сме малку да го прошириме, пошто просторот некако се стеснува и ни е мал. Така да се надевам дека во блиски иднини Бројот на тоа ќе членови го расте, реализираме. затоа и станува просторот помал. Колку време им е потребно на напреварувачите да се подготват за еден ваков турнир? Значи, работиме континуирано. Не можеме да кажеме за месец дена ќе биде подготвен. Не. Значи, работиме цела година, имаме календар за цела тековна година, каде, што, како, каде ќе учествуваме, нормално во договор со сите надпреварувачи, така да си планираме ние. Следниот месец, ако има државно првенство во кикбокс, се спремаме за тоа првенство. Па ако имаме после тоа првенство во ММА, се спремаме за тоа. Типот на првенството, дали е меѓународно, дали е на домашно ниво, дали е аматерско, дали е професионално. Така да континуирано мора да се работи. До пред некоја година, како учениците завршуваа со школската година, крајот на јуни работевме и после јули-август ни беше период за одмор. Меѓутоа веќе го нема тоа. Значи јули-август сме активни. Постојано сме во паркот, во градскиот парк, пошто има супер услови. Друго е надвор да се работи, работиме кардио надвор, тренинзи, се спремаме, трчаме, така да имаме континуитет од текот на цела година. Така да со таков континуитет и со таква работа нормално е да имаме и добри услови. Да. Мислам, добри резултати. Да, успеси. Значи ли тоа дека пред некои вакви турнири, некои вакви првенства, дека тренинзите се поинтензивни? На што тогаш највеќе обрнувате внимание? Се поинтензивни. Сега, како што спомнав претходно, се знае противникот. Ако е профи меч и работиме на стратегија и на тактика на борецот кој ќе се бори со тој борец. Значи, што повеќе да обрнеме внимание, дали ќе биде стендап борбата, дали ќе биде партер борбата доле, така да го вежбаме тој дел во моментот што ни е послаб или што не сме обрнали толку внимание во текот на годината, така да даваме малце повеќе интензитет на тој дел, го работиме, да не речем го завршуваме тој дел и нормално одиме на надпревар, па што ќе биде
Што ќе биде, нека биде. Нека биде така. Да. Важна е и среќата, нели? И во овој спорт, Да, како и во секој да. спорт, важна е и среќата. Треба да се има спортска среќа. Нормално, ама е без тренинг, иако Да, и не сме подготвеността подготвени, на- таму нема на толку треба да среќа. Значи мораме да бидеме подготвени, спремни да бидеме. Еве сега одма можам да спомнам од кога заврши турниров, имаме понуда да одиме во Подгорица на 3 декември, отприлика мислам, така го спомнаа датото. Поканети сме да бидеме учесници таму, а умеѓу време двајца наши, морам да спомнам, они се и доста активни по социјалните мрежи. Имаме двајца борци кои ќе се борат во октомври во Германија. Таму има исто профи ММА надпревар. Дури едниот ќе се бори за појас. Така да, И следното прашање ми беше токму тоа. Споменавте на почетокот дека вакви слични надпревари се организираат кај нас во Македонија. Колку еве тие се организираат и во странство и дали може би се повеќе платени? се. Многу повеќе ги има. Значи, почнувајќи еве од Бугарија, од соседниве држави. Таму е многу застапено, многу се понапред од нас. За Хрватска веќе да не правиме муевет, знаеме кои борци се веќе од таму испаднати. Србија исто така. Значи, понудата која ја спомнав претходно за ММА федерација доаѓа од Србија. Пошто тие се веќе членки, околу 2 години во таа светска ММА федерација, асоцијација таму, и од нивна страна ни е понудено да бидеме и ние дел од таа фамилија голема. Така да сите овие локални земји се многу понапред од нас. Црна Гора исто, иако е помала, има стварно страшни борци, дојдоа со 5 борци они. Мислам, луѓето вежбаат, спремни се и многу често се организираат таму првенства. Бевме гости на 2 пати веќе во Црна Гора, така да се трудиме и ние да бидеме дел од Да. прилика. Бидејќи овој турнир се одржа за време на питијадата, има ли време учесниците после надпреварите да прошетаат низ Велес, да ја погледнат оваа манифестација, па и да пробаат од питата пастрамеле? Да, беше организирано од наша страна, им беше кажано. Нели, само оваа година гостите спие во Скопје. Помошта од Агенција за млади и спорт беше тоа, уствари. Ни обезбедија смешта и исхрана за странците и беа сместени во хотел Континентал. Меѓутоа, од наша страна, како организатори, нормално, едниот од организаториве беше присутен таму. Нормално прави ги прошета малку низ Скопје, да го видат Скопје, и потоа беа во Велес, беа тука, да, беа на самата питијада, прошетаа. Се надевам дека и добро поминаа, пошто немав некоја прилика после самиот турнир да ги видам сите. Така да се тоа некако беше брзо. Така да следна прилика се надевам дека ќе имам повеќе време и разговарам со нив и да ми кажат импресии. Да се споделат Так. импресиите. Кои се идните планови на клубот Будо? Значи, следно ни е Најавата за 3 декември така, во 3 Црна Гора, декември мислам е. дека рековте. Така, умеѓу време имаме уште државно првенство во кикбокс, имаме државно првенство за кадети во карате. Значи, следниот месец јас имам настап на светското првенство, ќе полагам за светски судија во карате во Линц од 20 октомври. Така да агендава ни е некако набиена, имаме доста активности до нова година, али најбитно ни е делот на проширување на самиот спортски центар. Така да таму сме малце повеќе фокусирани и се надевам до следната година, до мај негде, дека тоа ќе биде изреализирано. Така, имате доста случувања, доста надпревари. Јас ви посакувам многу успех и секако се надевам дека ќе бидете повторно наш гостин во утринската програма, да не ги споделите сите оние импресии и секако успеси кои се надевам ќе ги имате многу почесто во иднина. Благодарам Така. за поканата.